Во наредниве минути на младински теми. 9 ноември е денот кога за втор пат во нашата држава ќе се одржи настанот Социјален ден и тоа во организација на Сдруженијето Младите можат. Преку овој проект се мобилизираат средношколците да бидат активни граѓани и со својот труд да придонесат кон создавање на фонд за поддршка на проекти кои што ќе се имплементираат од и за младите. Минатата година 80 средношколци учествуваа во овој проект, во истиот учествуваа и 30 општествено одговорни компании и организации. Годинава најавите се дека овие бројки ќе се надминат, но за тоа детали повеќе и поконкретно оставам да ни каже нашата прва соговорничка во саботното издание на Македонија на утро, Дијана Мицевска, координатор на проектот. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, хвала ви на поканата. Благодариме што секако позитивно ја прифативте. Ајде за почеток, споменав во самата најава, годинава по втор пат се реализира самиот проект Социјален ден. За каков проект конкретно станува збор? Да, во Македонија втор пат го организираме проектот, ама во европските држави веќе со децении се работи. Проектот доаѓа од Шведска и за прв пат е имплементиран во 1963 година, така што ние малку доцниме со донесување на концептот кај нас, но идејата на самиот проект е многу интересна, тоа е младите да се вклучат во општествениот развој и тие наместо да одат во училишта, заменуваат еден ден на некоја работна позиција, и потоа својата дневница донираат во младинскиот фонд, кој што потоа се употребува за младински проекти. Години на нас работите конкретно со младите, она што ме интересира од каде произлезе потребата за реализација на еден ваков проект и зошто е важно да се реализира истиот? Па знаете, многу е важно да се носат добри практики од другите држави, особено од развиените држави. Ние како младите можат, како организација сме член на СЕМ, тоа е Solidarity Action Day Movement in Europe мрежа, во која што има повеќе организации кои што го работат Social Day. И ние сега како организација работиме со млади и сакаме тие да бидат што е можно поактивни во општеството и да имаат свој став, но и да имаат моќта да ги решаваат своите проблеми. И овој проект е токму тоа што го нуди. Им ја дава на некој начин моќта на младите да направат што сакаат они, односно кој проблем би сакале да го решат во општеството. Ќе се надоврзам на она што последно го кажавте, која е целта на самиот проект и како овој проект ќе биде корисен за младите и сите оние кои што ќе се пријават на истиот? Целта на проектот е едноставна. Тоа е да младите ја донираат своето време, својата дневница во еден младински фонд, а таа дневница ја заработуваат со тоа што одат дали во бизнис сектор, дали во невладин сектор, дали во јавни институции и одработуваат 8 часа или 4 часа во зависност од како е понудена позицијата. И потоа кога ќе се формира тој младински фонд, започнуваме со тоа што го спомнав пред малку, а тоа е имплементација на проекти кои што решаваат некои од проблемите на младите. Може би најважниот чекор, најважниот дел од целиот проект. Ајде малку да проговориме околу минатогодишното прво издание. Споменавме лани за прв пат организиравте ваков настан кај нас. Каков беше интересот? За кои работни позиции имаше најголем интерес впрочем кај младите? Затоа што за прв пат го организиравме лани, секогаш кога нешто ново се воведува, некако презентираме идеја, не презентираме резултати. И беше тешко, искрено, но младите беа доста заинтересирани. Имавме млади кои што се активираа како дел од училиштата со кои што имавме подпишано меморандуми за соработка, но имаше и млади кои што индивидуално сами пројавија желба да учествуваат на Social Day. Додека најпосетени позиции највеќе интерес имаше за IT секторот, така што оваа година им исполнивме желбата, имаме повеќе позиции од тој сектор. Да, повеќе компании и организации кои што работат токму во тој сектор. Како организатори, колку успеавте да допрете до младите, односно какви беа нивните повратни реакции, се споделуваа ли успешни приказни токму од младите кои што имале можност да бидат дел од првото издание на Социјалниот ден? Мислам дека и тоа е рецептот зашто оваа година имаме поголема заинтересираност од страна на младите, затоа што кога завршивме со Social Day со проектите, младите си раскажуваа на своите другарки како си поминале, и сега многу од тие лани што беа повторно се пријави и плюс нивните друштва. Ние споделивме некои од нивните искуства и на нашата веб страни на социјалните медиуми, па може и таму да се Да, во текот на разговорот веќе ги гледаат фотографиите кои што ни ги спративте. Може да споменеме вака чисто по сектори, од кои најчесто компании се пријавуваа во однос на индустријата, во однос на IT секторот, што е она што беше понудено? Од кои се области?
беа на понуда? Имавме IT сектор, имавме човечки ресурси, имавме графички дизајн, имавме project managers, имавме, мислам дека од сите области, широка палета на понуда. И продавачи на каса, во маркети, се опфативме. Од друга страна, споменавме какви беа реакциите на младите и интересот. Колку компаниите пак и организациите беа расположени да бидат дел од овој настан? Какви беа нивните реакции кои што ги сумиравте по првото издание лани? Искрено, како што напоменав, беше малку потешко, затоа што ги немавме резултатите што ги имаме сега оваа година. И беа контактирани многу организации, многу компании, многу јавни институции. На крај го завршивме Social Day со 30 партнери и можам да кажам дека и таа бројка беше солидна за прв пат, но исто така и партнерството кои што ги изградивме, скоро сите компании и институции лани што ни беа партнери ни остана и оваа година. Ја продолжија соработката, што секако говори за бенефитот и оправданоста на овој проект. Годинава во 4 градови чинам ќе се спроведува овој проект. Би сакал малку повеќе да објасниме за агендата на второто издание на Social Day, односно социјалниот ден. Да. Ние сакавме низ цела Македонија да биде овој втор пат, но имавме малку проблем со моменталната состојба во државата и со поскапување на струјата и слично. Така што во моментов имаме највеќе позиции во Битола, имаме во Радовиш и секако во Скопје позиции. Во Скопје имаме највеќе позиции. Агендата за Social Day, денот кога младите ќе одат на работните позиции е 9 ноември, тоа е следната недела. И потоа по 9 ноември започнуваме со последната фаза од проектот, а тоа е со младинските проекти и користење на фондот. И сега за сите оние кои што се заинтересирани и не следат во моментов, до кога трае пријавувањето за овој проект, кој се може да биде дел од него и како се станува, како се аплицира? Ние искрено, иако е следната недела Social Day, оставаме простор доколку некој сака да се приклучи во последен момент, ќе се снајдеме и со млади или пак ќе најдеме нови работни позиции за млади доколку има поголема заинтересираност, така што во секој момент сме отворени за нови соработки и нови млади да се вклучат. Со тоа што начините на кои што може да се аплицира или може директно преку страната кариерен пат, тоа е страна која што е направена за Social Day проектот, или може да ме контактираат на нашите социјални медиуми на Сдружение на граѓани младите можат, на Инстаграм сме Јуткен. Она што повеќе пати во текот на разговорот го споминавме е дека една од основните цели е да се подобри токму состојбата на младите и да исполнат својата општествена одговорност. Што по завршувањето на социјалниот ден, како функционира овој фонд за младински иницијативи кој што го најавивме и каде конкретно одат средствата од овој фонд? Така, кога ќе заврши Social Day денот, оваа година 9 ноември, потоа се фокусираме на младинските проекти, каде што всушност се користи фондот кој што е заработен во текот на Social Day. Ние како здружение не само што сакаме младите да аплицираат со проекти, ние нудиме и менторска поддршка и сите млади кои што би сакале да аплицираат за да добијат средства од фондот, им нудиме работилници каде што ги учиме како да напишат проектна апликација и како да состават буџет. Сдруженијето секогаш така впрочем беше и во рамки на првото издание отвора повик за младински иницијативи кои што имаат за цел да ја подобрат токму состојбата на младите во земјава. Врз основа на кои критериуми се избираат оние младински иницијативи за кои што конкретно ќе се наменат собраните средства? Така, како што кажав, апликациите се составени од наративен дел каде што е опис на идејата што ќе се реализира и буџет план. Сега, кога ќе ни стигнат нас проектните апликации, важно е да напоменам дека во жири комисијата се млади кои што имаат учествувано на Social Day, зашто сакавме во тој момент младите да имаат моќта да одлучат на што ќе се работи. Врска со наративниот дел е многу важно да биде релевантна идејата, односно на вистина да решава некој проблем што е важен за младите моментално, а во врска со буџетниот дел е важно да се реални трошоци и да биде во склоп на буџетот кој што е собран за време на Social Day. Како здружение, велите, веруваме во млади кои што размислуваат глобално, но делуваат локално. Како да ги мотивираме младите да размислуваат, но и да делуваат конкретно во оваа насока? Па мислам дека преку ваквите проекти всушност ние го правиме тоа, затоа што младите сакаат да одлучуваат, сакаат да им биде слушнат нивниот глас и мислам дека е важно да им го дадеме. Така што преку вакви активности, вклучување на што е возможно повеќе партнери и бизнис заедницата да се ангажира, повеќе да ги вклучи младите, мислам дека ќе го постигнеме ова, младите да размислуваат глобално, да делуваат локално.
И сосема кон крајот на денешниот разговор, ми останува само да ве прашам, кои се очекувањата од овогодинешниот настан, второто издание на Социјалниот ден? Се надеваме дека ќе биде поголем фондот кој што ќе го собереме, ќе може да поддржиме не само 3 проекти, туку и повеќе, а за другите работи па веќе ги надминавме. Бројот на позиции, број на млади кои што е вклучен и бројот на партнерите веќе го поминавме, се надеваме дека уште повеќе процентуални исти ќе се надмени. Како што народно се вели, мразот го скршивте со првото издание, верувам дека уште поуспешни ќе продолжите и во рамки на ова второ издание. Дијана, благодарам за одвоеното време и гостувањето во утринската програма на Македонската телевизија. Младите биле се и секако треба да останат двигатели на промените кон едно поинклузивно општество во кое што секој поединец ќе може да се стреми кон подобрување на состојбите во својата заедница, но и да биде активен и одговорен учесник во истата. Да. Ќе се видиме ние во наредна прилика. Благодарам многу уште еднаш за гостувањето. Ви благодарам.